Почитувани пријатели, любители на борачкиот спорт, најмашкиот спорт, спорт во кој треба да имаш сила, техника и бистар мозок на време да ги донесуваш одлуките, оти секундите одлучуваат за победа или пораз. Овој ден сакам да објавам едно видео на мојот YouTube канал, кое ќе се однесува исклучиво за Ристо Таков, основоположникот на македонското борење. Вика Ристо Таков, тренер на векот. Во преден план масовноста. Значи, Ристо Таков е на идеја и тоа е правило, а масовноста дава и квалитет. И сега да почитаме што има пишано, што имат пишаните медиуми кажано за Ристо Таков. Вика, Ристо Таков беше прогласен за тренер на векот на Штип и ова признание сосема заслужено стигна во вистински раце. Ристо Таков е основоположник на современото македонско борење. Со него се сврзани сите позначајни успеси на македонското борење. Тој е првиот учител на борачите во Македонија. Прв ќе ја формира борачката секција во Штип во 1958 година. Повеќе години ќе ја води македонската репрезентација преку неговите диригентски палки во вистински борачки асови ќе стасат Симон Шутев, Добре Маринков, Киро Ристов, Санда Коцев, Томе Атанасов, Димитар Цветанов, Благој Томов, Гоце Влахов, Ацо Крстев, Ангел Мастев, Благој Давидовски, Благој Штериев, Панче Грков, Драги Панов и Лупчо Џамѓозовски. По формирањето на борачката секција во Штип во 1961 година се формира и борачкиот клуб Балканец. Ристо Таков ги предводеше првите генерации борачи од Штип. Во работата му помага и Ристо Личнов, кој со него дојде од Полска. Двајцата во 1958 година ќе извршат јавна демонстрација на борачките виштини во Штип. Балканец ќе биде прикоснован во Македонија, неприкоснован во Македонија и со две екипи ќе се надпреварува во првата лига на СФРЈ. Во Штип ќе се одржи и првите меѓународни средби. Се сеќавам на нашото гостување во Шведска, кога имавме 12 средби, а само една загубивме, се сеќава Таков. Во Штип гостува и репрезентациите на Иран, Америка, Јапонија, Мексико, Бугарија. Средбите се одржуваа на градскиот стадион, во салата на гимназијата или во летното кино. Во Штип најрано почна борењето, затоа и случајно на почетокот на една турнеја во Бугарија, македонските репрезентација беше составена од борачи на Балканец од 10 категории. Од 10 категории 9 мина беа пополнити со борачи од Балканец. Се сеќавам кога во Крџали во Бугарија освоивме 4 златни медали, 3 сребрени и 2 бронзени. Бугарскиот печат не го криеше своето одушевување од настаните на македонските борачи. Напиша лекција од македонците на душекот. Ристо Таков
Само тука малкучко се извинявам. Ристо Таков е заслужен за подемот на многу македонски борачи ќе го истакне успехот на Киро Ристов на Универзијадата во Букурешт, Романија 1979 година. Киро Ристов го освои бронзениот медал на ова светско правенство без право уште не можам ово да го прочитам што значи, тука се однесува за Киро Ристов. Во е од весниците, одамна е, тоа са 50-те години, 58-та и нормално нема нешто има затемнето, времето си го прави своето, потемнува ги работите. Сега тука да кажам и уште да прочитам уште еден исечок. Почетоци на борењето. Почетоци на борењето, ќе каже Ристо Таков. Во 1957 година во Полска дојде во Македонија. Со мене ја донесов и титулата најдобар во Полска. Кога стигнав во Штип, се вработив како ликовен педагог. Веднаш се зафасив да ги пренесам виштините од борачкиот спорт кај младите. Почетоците беа тешки. Првата борачка секција почна со работа во основното училиште Ванчо Прке, потоа во Партизан. Но формирањето на други секции во селата на општината масовноста беше голема, иако условите беа тешки за работа. Тогаш немавме душици, се боревме на импровизирани душици кои ги користија гимнастичарите. Околу 1000 млади штипјанчиња во тоа време го намериса овој спорт и во него останаа долги години. Ќе каже Ристо Таков, најдобриот тренер на веко во борачкиот спорт. Тоа е, драги мои пријатели, да го спомнеме Ристо Таков. Ристо Таков, иако е навлезено по длабоки години, жив здрав, работе уште, активен е, доваѓа понекош во Штип, гледа се со тие што сака он да се виде. Творе, он е ликовен уметник. Користиме оваа прилика од името на борачитот Балканец и од мое лично име како мој тренер да го поздравиме и да му посакаме уште подлабока старост, што и надзад. Поздрав, посакувам ви убав ден и се најдобро у вашиот живот, почитувани мои пријатели на борењето.